Амбасадорот на Ирска Брендан Варт во своето излагање за тоа кои ќе бидат приоритетите со претседавањето на Европската Унија, само неколку реченици посвети на проширувањето на Унијата. Тој рече дека ќе се залагаат за што побрзо интегрирање на земјите од регионот во ЕУ, а за Македонија кратко спомна дека силно ја поддржуваат. Ние ќе работиме кон завршување на пристапните преговори со Црна Гора и ќе настојуваме да постигнеме суштински напредок во преговорите со Албанија, Украина и Молдавија. Исто така, секако, силно ја поддржуваме и Северна Македонија и нејзиното пристапување во Европската Унија и ќе работиме заедно со партнерите во Унијата и со властите тука во Скопје, за да видиме кој напредок ќе може да се направи на тоа поле. Заменик министерката за европски прашања Викторија Трајков рече дека охрабрува фактот што интеграцијата на регионот останува високо во агендата на Европската Унија. Нашата цел е јасна, полноправно членство во Унијата, порача Трајков. Нашата влада останува целосно посветена на европската агенда. Нашиот пристап е јасен, европска интеграција не е декларативна определба, туку процес што бара конкретни резултати, институционална одговорност и доследно исполнување на превземените обврски. Според претседателот на Комисијата за европски прашања Антонио Милошовски, за нас, но и за регионов воопшто, многу е важна конкурентноста на Европската Унија. За нас е многу битно да продолжи со забрзано темпо интегрирањето на земите од Западниот Балкан во заедничкиот единствен европски пазар. И со зголемената интеграција на целиот регион во заедничкиот европски пазар, сметаме дека конкурентноста на Европската Унија ќе добие дополнително на тежина и ќе се зголеми трговскиот и стопанскиот потенцијал на целиот европски континент. Вчера во Брисел се одржаа 4 меѓувладини конференции за пристапување со Црна Гора, Албанија, Украина и со Молдавија. Евроамбасадорот Рокас при тоа порача дека се надева дека и Македонија наскоро ќе ги почне пристапните преговори.